Државниот обвинител да влезе во македонски железници во државни патишта и да ги преиспита тендерите за пругата кон Бугарија и патот Прилеп-Градско, бара министерот за транспорт Александар Николовски, откако Државниот завод за ревизија го објави извештајот за јавни инвестиции. Според министерот, во моментов тече тендер за најскапата пруга на светот која треба да ја сруши Крива Паланка и да заврши во тунел без излез. Вредноста на пругата кон Бугарија е зголемена за 220 милиони и сега изнесува 560 милиони евра, наместо првично планираните 340, како што посочи Николовски, тендерската постапка е почната во предизборието во крајно нетранспарентен процес. Се работи за железничка пруга, која што треба да оди од пред Крива Паланка до граница со Бугарија. Железничка пруга која што поминува среде град, буквално поминува среде Крива Паланка, треба десетици, можеби и стотици куќи да се рушат, да се иселува население, и најбитното, завршува во тунел кој што нема крај. Повторувам, завршува во тунел кој што нема крај. Ќе прашате зошто? Затоа што според проектот, а и секако според законите, вие можете да градите само на сопствена територија. Предвидено е поврзувањето со Бугарија да оди преку тунел. Но тој тунел може да се изгради само до границата со Бугарија. И истиот треба да го преземи да го гради Бугарија од другата страна. Во услови кога Бугарија нема направено ни проект за железничко поврзување со Македонија, затоа што е точно дека во Бугарија има железница, но таа е на неколку километри од границата со Македонија. Рокот за тендерски понуди завршува денеска, но министерот Николовски вели дека засега не може да направи ништо за евентуално поништување. Ке следи процес на евалуација заедно со предпријатието и меѓународните кредитори, при што ќе се разговара за ревидирање на проектот. Министерот информира дека извештајот отвара и сомнеж за досегашното работење на предпријатието за државни патишта за патот Дреново-Градско, проект кој според него има ризици од арбитража, како и за зголемената вредност на автопатот Кичево-Охрид за 175 милиони евра, а за кој се потрошени 446 милиони евра. Патот не е завршен и по 10 години од стартот на изградбата. Предпоставам дека сите се сеќавате дека во текот на предизборната кампања носителот во четвртата изборна единица на СДСМ Венко Филипче, мојот против кандидат, влезе во автомобил и велеше дека патот Прилеп-Градско е завршен. И тоа го прати до сите вас медиуми. Истиот ден ние откривме дека тоа е направено со вештачка интелигенција и тогашните кандидати за пратеници, а сегашни пратеници, отидоа на лице место и снимија видео каде што покажа дека таква работа нема, а и сите кои што патувате на кај Прилеп или Битола можете да видите дека патот не е завршен. Значи го повикувам државниот јавен обвинител да го земе извештајот на Државниот завод за ревизија кој што веќе е јавен и јавно достапен и да постапи по него. Тоа е негова законска обврска. Доколку тоа не го направи во следниот период, ќе побарам состанок со него да ми објасни зошто не постапува по наводите на Државниот завод за ревизија, тоа имам право да го направам. За надминување на кардиналните грешки Николовски ќе разговара со меѓународните кредитори. По промена на раководството на државни патишта, министерот за транспорт ќе се заложи за декласифицирање на договорот со Бехтел и Енка за автопатските делници на коридорите 8 и 10.